Нашава организација, локалниот музеј галерија од нашиот град, градоначалникот и локалната самоуправа, а секако и музеј на град Скопје, ја организираме, тоест ја реализираме оваа изложба која што е насловена Скршениот град. Сушност на изложбата се презентирани околу 100 фотографии и разгледници на 30 панои од катастрофалниот скопски земјотрес, кој што беше на 26 јули 1963 година и го разурна нашиот главен град. Оваа година бележиме 56 години од овој страшен земјотрес, кој што го погоди нашиот главен град, остави голем број на жртви, за жал, и остави пустош зад себе. Музеј на град Скопје со оваа изложба Скршениот град, можам да кажам дека е една од 4 изложби кои што во текот на овој интервал ги има изработено и подготвено токму за овој немил трагичен настан. Проектот Музеум Линка до сега чинам 3-4 изложби веќе донесе во Кавадарци, заедно со институцијата Музеј галерија Кавадарци, за што сме особено благодарни, но секако ветуваме и се надеваме дека и во текот на оваа година до крајот ќе имаме можност уште интересни изложбени концепции да донесеме и да прикажеме пред кавадарчани. Инаку оваа изложба е направена 2008 година. Музеот на град Скопје всушност е споменик на земјотресот и токму затоа секој 26 јули во музеот ние подготвуваме нова концепција за некоја нова изложбена тема. Пред 10 години ја бевме подготвиле оваа изложба, која што, како што напомена директорката, е составена од принтови од оригинални разгледници кои што биле отпечатени по катастрофалниот земјотрес во Скопје, точно заради таа меморија на градот. Музеот на град Скопје има една многу богата колекција од овие оригинални поштенски картички и точно затоа сакавме да прикажеме низ поштенските картички дел од она што се случувало во Скопје за време на земјотресот, по земјотресот, за време на обновата, но секако да прикажеме и дел од она што било старо Скопје, затоа што знаете како и сите ние старите скопјани чезнеат по убавините на она што за жал во земјотресот било разрушено. Така што овде се потрудивме да направиме секогаш една паралела меѓу објектот, ако представуваме објект конкретен кој што бил во функција пред земјотресот и евентуално некаква фотографија или поштенска картичка од истиот тој објект по земјотресот. Една вака лајт мотив за изложбата ни беше точно една поштенска картичка која што граѓанин на Скопје ја испратил на своји роднини, каде што врз фотографијата каде што било представено Скопје пред земјотресот, тој точно ги обележал со црвени крвчиња објектите кои што повеќе ги нема. И тоа можете да го видите на како наслов на разгледница на каталогчето, така што и текстот од точно таа разгледница ви е отпечатена и тоа беше идеја да прикажеме што значи културната меморија која што сите ние нели ја носиме за одредени нешта и колку е таа значајна за воопшто градењето на сликата на еден град. Затоа што, како што и напоменуваме во воведниот текст,
Градовите можат да бидат убави или грди согласно тоа какви спомени за нив носиме, односно со какви спомени се соочуваме од нашите средби со нашите драги луѓе во тој град. Така што ова може да биде и добар повод за размислување за сите нас како ги градиме тие културни мемории и како се однесуваме кон нашето културно наследство во градовите ширум државата. Кавадарци е секако еден од градовите кој што има значајно културно наследство, кој што има зад себе и таква културна меморија. Честопати еве на интернет страниците наоѓам па дури и музеот на Кавадарци постира многу често фотографии од старо Кавадарци, значи можеби објекти кои што повеќе ги нема, но точно во тоа и нашата мисија, нашата улога како музеј да ја зачуваме таа културна меморија колку што е можно повеќе и да ја представиме на следните генерации. Се надевам дека независно колку е денешната тема, значи ни евоцира и трагични едни спомени, тажни спомени сепак ќе ни биде еден репер за тоа како би требало да се однесуваме кон се што е културно наследство, независно каде и во која состојба е.